Почитувани и добро вечер во ова предвечерие на овој второмајски ден со содржините кои што ги подготвивме за овој дел од отвореното студио 1. Како што веќе претпоставувам знаете, од 19:20 па некаде до пред 20 часот се минути резервирани за интервју во овој дел на студио 1, а во 20 часот секако го имаме централниот дневник. Денес, со оглед на тоа какви беа настаните кои што го диктираа некако темпото на денот и темпото на создавање прилози и информации кои што ќе ги видите вечерва на нашиот канал, одиме со линковска врска пред Македонската филхармонија, каде што е нашата колешка Лепа Ѓундева. Она што е за вечерва во 19:30 најавено е со вака, ја би рекла, интересен наслов, бидејќи се вели централен објаснувачки собир на ДУИ, на кој лидерот Али Ахмети ќе им ја објасни потребата на граѓаните од тоа да излезат на вториот круг избори на 5 мај. Лепа, добро вечер. Добро вечер, Анита. Еве, колку што може да забележи нашата камера, членството на ДУИ, симпатизери, граѓани веќе се наоѓаат пред Македонска филхармонија, поточно поголемиот дел веќе влезе внатре затоа што за отприлика 10 на минути треба да започне овој централен објаснувачки собир на ДУИ, каде што обраќање ќе има лидерот на ДУИ Али Ахмети. Секако ние подоцна ќе се вклучиме повторно и ќе ги кажеме пораките кои што ќе бидат испратени денес. Она што е интересно и што сепак и ти го спомена е зошто објаснувачки собир, ако земеме предвид изминатите денови дека ДУИ повикува после ВМРО ДПМН и СДСМ на масовна излезност на изборите на 5 мај, поточно во недела. Според нив бојкотот на предстојните круг нема да донесе полест на никого, на поточно штета, и дека ова е единствениот начин за да се избере председател и да продолжиме напред со европерспективата, со датум за ЕУ и секако со отворени врати кон НАТО. Според исто така можам да го споменам она што изминативе денови барем се презентираше од страна на ДУИ, зашто имала помала излезност од страна на нив време за да го прифатат консензуалниот кандидат, но дека гласовите во недела ќе одат на кондото на Пендаровски. Јас можам исто така да кажам дека денеска гостин во еден ТВ беше лидерот на ДУИ Али Ахмети, па предлагам да видиме што каже тој. Блокот за концептот, за филозофијата, за новата филозофија која треба да надвладее и се постави во нашите простори, излезе победник. Значи, разликата е над 6000 гласа. Во споредба со кандидатот на коалицијата на ВМРО ДПМН. Според сите анализи, јас не сакам сега да изнесам детали и податок од целата анализа, бидејќи не сакам да не бидам задоволен и од ангажираноста и од другите албански политички партии во коалицијата во ова насока, но секако дека нашите анализи се дека над 50.000 гласови се од албанскиот гласашко тело во овие избори. Да, Нета, ние остануваме тука, ќе ги пренесеме пораките кои што ќе ги упати Али Ахмети вечерва од Македонска филхармонија и се разбира доколку имаш прашања, повели. Немаме за сега прашање со оглед на тоа што, како што и самата кажа, во централниот дневник ќе имаме повторно вклучување откако ќе заврши овој објаснувачки собир, каде што секако ќе имаш и свој соодветен соговорник, каде што верувам ќе се повторат тезите кои што ќе се зборуваат внатре во Македонската филхармонија вечерва, така што Лепа се гледаме за кратко. Ти благодарам за ова јавување, а додека сме овде да најавиме само дека веднаш по централниот дневник во 21 часот ќе можете да го погледнете целото интервју со Али Ахмети кој што го водеше колегата Боријан Јовановски. А сега да се префрлиме на тоа што се минути за интервју во овој дел од отвореното студио. Мојот вечерашен соговорник промовира
своја книга, ќе рече дека е помалку и негова автобиографија веќе утре вечер, но еве успеавме да го добиеме еден ден порано и да позборуваме за тоа што се 50 години во Драмски и Клоцата во 3 точки. Коле Ангеловски, добро вечер за вас. Добро вечер. Јас не знам, освен што ќе кажеме театар, ќе кажеме театар, прва асоциација секако, но актер, режисер, сценарист, писател, амбасадор и што уште не. Богата би рекла уметничка кариера. Да. Следите политика кога сме уште свежо со Линков тука? Не, сакам да речем нормално дека следам. Нема човек во Македонија кој што е надвор, имун на тоа. Нормално дека следам, но максимално се трудам да не ми го зацрнува животот политиката. Затоа што ја некако сум од тој постар ков, кај што нели живеевме во една држава кај што сигурно дека политиката била многу значајна, ама многу позначајно беше тоа што се случуваше во социјалниот живот, во културата, во економијата, во спортот, во живеењето и така да тој таков еден начин на живење многу ми е поблиску отколку да се оптеретувам со. Добро, но со оглед на тоа што верувам се движите со луѓе и во околина каде што политиката сигурно има своја доминантна улога. Сигурно. Тука учествувате во дискусии или се Не. повлекувате? Не. Одбивате? Па одбивам и да речеме во Драмски си имам некои пријатели кои на некој начин се опоненти на тоа што јас мислам. Со нив разговарам за кучиња, За мачиња. за како да речем живот во природа, за екологија, за и така. Добро. Ова четиво што е пред мене, реков дека е своевидна ваша автобиографија. Сакав да се види насловната страница, затоа што на едниот агол од корицата сте вие, вашиот лик, кога, како што велите, сте влегле во Драмски, а ова сте вие денес, а ова помеѓу се 50 години кариера. Сега сте веќе во пензија, но колку? 10 години. Да. Но Драмски понатаму живее во вас. Вие не го напуштивте и секој ден сте во театарот. Па, добро, едно време и бев активен, меѓутоа сега последниве 3-4 години сум воглавно во бифето во театарот. И тука секој ден, мислам кога сум во Скопје, на кафе, ќе си најдам двајца луѓе со кои или не морам да најдам, ќе си испијам едно еспресо, знаат ми носат еспресо без вода и толку. И тоа е како дневна мантра, без тоа не може да го поминете денот. Не може, да. Так. Го спомнавте бифето, така ја почнувате оваа книга, раскажувајќи за значењето на бифето во Драмски и колку тајни и колку случувања крие овој простор. Па, за еден добар театар, за да биде театарот добар, многу е важно бифето. Значи, Драмски во најдобрите своји мигови, во на експанзијата на југословенско и на европско ниво, бифето го држаа легенди од бифеџи. Не можеше секој. Ама на вистина беа, ја да речеме, првиот бифеџија се викаше Дедо Илија. Кај него, сега вака, лиги ми течат кој ќе помислам, варени јајца во корпичка, па краставички од туршија, црни патлиџанчиња со целер, домашна ракија, кафе. Значи, неверојатно да ти е мерак да седнеш во бифето. После втор, да речеме, исто така, многу значаен човек за тоа наше театарско бифе, Саво Шминкерот. Тој кај него немаше што нема и немаше на кого не му причинуваше задоволство и радост да влезе во бифето. Потоа Крапот го донесе тој дебармалски, заебански живот во... Но и многу уметност е создадена. Многу уметност е создадена затоа што во бифето се, речеме на пробите, се случуваа работите. Меѓутоа, во бифето кога разговараш со режисерот или со глумците или се изнаоѓаат идеи, разговарате се, гледате со човекот, значи имате конкретна комуникација. Сега бифето е едно фино кафуле, пријатно,
дискретно, многу дискретно. Студентите од блиските факултети од Савајле секој ден го полнат, ама нема глумци, нема режисери. Никој не разговара за театар. Сите се или по телефоните, или за, не знам. А каде се глумците? Не знам, тоа не разбрав, не успеав да разберам. Знам дека има многу насинхрониза. Значи, глумциве сега во театар доаѓаат како чиновници. Ако е пробата од 10 саатот, ќе дојдат или 5 до 10 или 10 и 5, директно влагаат во театарот. Значи, никој не доаѓа 10 минути да се напие кафе, него директно влагаат во театарот, пробаат толку колку што пробаат, кој ќе заврши пробата, нема ни еден, сите се одат. Велам, најверојатно има многу синхронизации, многу такви обврски имаат, но останува таа празнина од немаш со кого да... Не ја, они меѓу себе, не смеве да речеме, можда ја не сум генерација со нив, ама они меѓу себе... Дали сметате дека токму ете со таа некоја ваша генерација завршила и таа приказна на драмскиот театар? Тоа е, да речеме, нормално, е носталгична приказна, нели? Но еве не е продолжена како традиција. Не е продолжена, но, мислам, не е само тоа, него е сосема променето времето. Сосема е променето времето. Значи, порано театарот беше значајно работа. Порано драмски театар кој ќе отидеше на фестивал на Нови Сад, на Стерино позор или на Мес во Сараево или негдека по свет кога шетавме, тоа значеше. Тоа значеше, кој ќе освои 7 стерини награди, тоа Лига на шампиони си освоил. Сега, еве, веќе неколку години поред, драмски театар не е отиден на ниеден значаен фестивал нигдека. Прилеп, Војдан Чернодрински, евентуално Охридско лето и тоа. Паметите ли, можеби, еве, од оваа дистанца сега како пензионер, веќе можете на хартија да ставите многу работи, кога ви беше најубаво? Сега, нормално дека за тогаш ќе зборам дека ми било најубаво. Значи, јас во драмски се вработив 67 година. Кога се враќате од Белград, така? Да, пред тоа, значи, имав среќа и шанса и Господ ме видел од негдека. Снимав доста филмови, да речеме, почнав со снимање негдека 62 година, до таа за тие 5 години јас сигурно имав снимено 14-15 филмови, од кои да речеме 10 главни улоги. Нормално, популарен, татарамантара, се што треба. И дојдов во драмски, пошто почувствував дека тој шарм и таа младешка енергија што ја има, полека се вработи во драмскиот театар, прво како актер, па негдека од кај 70 и некоја година почнав да режирам. И од тогаш не престанав. Значи, во драмски имам изрежирано 36 представи. Мислам дека нема актер кој има одиграно 36 главни улоги. Нема. Но, не режирав само во драмскиот, ја режирав ни цела Македонија, режирав ни Југославија. Така да, сега ова е фалење, ама имам преку 130 представи направено театарски, што пак викам, освен Љубиша Ѓоргиевски, Бог да го прости, нема друг режисер кој има направено толку А паметите ли што се случи или кога се случи актерот да се претвори во режисер, вака плоден? Прво почнав како режисер со филмот Татко или Колнати сме Ирина. Тоа е еден филм кој што исто така направи лом низ Југославија и на светско ниво. Тоа е најпродаваниот македонски филм до сега. Значи, повеќе од Милчо Манчевски и од други познат Столе Попов и така натака, најпродаван филм. Значи, од тој филм, потоа почнав да работам на телевизија. На телевизија правев спотови, серии, детски серии, комични серии. Значи, направив една, може имам 300-400 часа играна програма за телевизија. И после тоа почнав да работам представи во театарот, прво со детски представи, потоа ја направив... Но со актерот Коле сте веќе простени, во смисол простен сум, затоа што, не знам зошто, ама никој од режисерите подоцна не сакаше да ме земе, освен еднаш кад Дац правеше на
многу интересна представа на балкански шпион од Душан Ковачевиќ, кај што играв една епизода. И во една представа на Диме Станковски ревизор, кај што со брат ми Дади ги игравме едни познати ликови Бобчински и Добчински. Тоа се, значи, откако се бавев со режија, двете единствени представи кај што играв. Добро. Очигледно не ви недостасувало многу, затоа што режијата доволно го окупирала многу вниманието. Многу е различно. Не, сакам да речем дека е многу различно и многу е покомплексна режијата отколку да... За оваа книга, како што самиот велите, дека е книга за вашиот живот во драмски, но не само за вас лично, туку и за сите луѓе внатре, од реквизитери до сценографи, до портири и така натаму. Но во своето, да го наречам, излагање во пресрет на промоцијата, велите за ликовите внатре дека некој ќе се почувствува навреден или обесправен, да знае дека тоа не е со зла мисла, а може да е со намера. Па, например, зошто може да е со намера? А ствар, навистина не е со зла мисла. 90%, не, ајде не претерувам, 80% од сегашниот и поранешниот ансамбл актерски на драмски театар влегле во театарот, се вработиле во театарот преку мои представи. Значи, една плејада на млади, талентирани, паметни, убави актери, своите први улоги ги играа во моја режија и играа во представи поред што јас ги правев. Потоа секој од нив си фаќаше свој пат, се развиваше, се враќа. Јас во драмски имав една група на актери, фантастични, за жал, некои повеќето од нив се веќе починати, но или пензионери, но една таква група на толку добри, кои што, нели, јас сум као познат, демек, човекот кој што прави комедии. Но направив едно 4-5 многу сериозни представи кои што исто така шетаа по свет и добија награди, као што е Бура, Калигула, Мефисто и да не Собирен центар беше една гениална представа. Да. А сега да речеме, во последно време, луѓето што младиве глумци кои што се дојдени во театарот, јас скоро да и не ги познавам. Значи немав никаков увид во тоа што направиле, како не правиле, бидејќи сега глумците се примаат, како да речем, едно време кампањски, а сега се примаат на распишан конкурс. Значи ќе се распише конкурс, ќе се пријават 45 дипломирани глумци и они ќе примат двајца. Како? По кои критериум? Како ќе се отвори? Како кога не си му дал улога да игра? Да го видиш. Да го видиш, значи. И углавном да речеме, нели, зависи која партија е на власт, па тие имаат малку вака со малото прсте. Добро, рековте дека сакате да се држите подалеку од политиката. Споменавме сепак, значи не може да избегаме дека некогаш политиката и тоа како се меша во она што е уметнички свет, каде што по правило не би требало да задира, но како ќе го оцените, ајде да речеме, и овој период сега и оној кој помина за тоа, театарот и политиката. Како гледавте на се што му се случуваше на театарот изминативе, ајде, 20-тина, значи, сега зборам за 10 години. Времето на социјализмот. Да. Тогаш директорите беа партиски луѓе, значи мораше да има книжка од комунистичката партија за да биде директор. Јас поголемиот дел од мојот живот во драмски го поминав со двајца директори. Значи Ристо Стевановски, кој што го создаде драмскиот театар, и Благоја Чоревски. Значи, нормално дека тие луѓе, нели, некои насоки им давале, меѓутоа беа неверојатно самостојни во одлучувањето и во она што се правеше во театарот. Постоеше уметнички совет кој што беше советодавно тело на директорот. Постоеше драматург или уметнички директор
Ние имавме среќа Богомил Ѓузел да ни биде долго време таков уметнички, да ни извонреден познавач на драматургија, на текстови и така натаму. И тој уметнички совет секогаш се разговараше од прво кои текстови ќе се работат, кои режисери ќе работат и за време на пробите уметничкиот совет присуствуваше на пробите, се случуваше да некоја представа, тој уметнички совет каже, извинете другари, ама ова не оди, не е добро. Сега теоретски постои, нели, постои уметнички совет, постојат драматурзи, постои уметнички директор, меѓутоа ја не знам дали некогаш се состануваат, дали нешто гледаат, дали нешто имаат идеи што да се направи. И велам дека, значи, првиот директор кој дојде после овие два директори во драмскиот театар, иначе глумец кој што играше, првата улога играше во моја представа, играше и на телевизија оваква, кога дојде, кога изложуваше програмата за што ќе се работи, нигде не јас и Диме Станковски бевме вработени во драмски театар како глумци, ама за таа плата режиравме представи. И правевме добри представи, или гледани, или по фестивали, ама добри представи. И на првиот состанок ги изнареди тие кои што ќе работат, и ја го прашам, добро, а Диме и ја, вика, вие ќе примате плата и ништо нема да работите. И 3 години примавме плата и ништо не работевме во драмски театар. Како се носевте со тоа? Не, ја късмет имав што мене ме бараа од други театри, а исто и Диме, па така да Не седевте не седев онака без работа со скрстени раце. Ама да речеме после тоа дојде нов директор. Сега тој новиот директор исто така не знам со своји некои ставови, вие ќе почекате малце и нов директор до последнава директорка која отворено ми кажа дека за мене место во драмскиот театар повеќе нема. Значи уште малку да ви речат дека и еспресово од Сабајле не може да го Не можат, пиете да, таму. да. Страшно. Добро. Ова е книга на сеќавања, Да. книга на меморија, нели, колку човек ја има. Не знам дали е сведена на тоа дека низ годините сте фаќале белешки па ви било лесно да ставите се на едно место, но прашањето ми е колку беше лесно да се чепка, односно да се селектира во таа меморија што ќе заврши во оваа книга, а што ќе остане можеби заборавено. Има една интересна приказна за книгава. Јас нормално за секоја представа што ја работев, си водев забелешки. Кои играле, кои се сценографи и така натака и така натака. И со претходниот директор Сашо Тасевски се бидејќи правев 50 години во драмски театар. Значи 50 години нема ни еден човек жив кој што има може да го слави тој јубилеј. Кој што може да го слави тој јубилеј. И се договоривме, значи, да направиме, да издадеме оваа книга, меѓутоа директорот ме откачи и ја као и нешто спомнав за книгава, вика да ја видела, па дали е тоа монографија, дали се тоа сеќавање, си реков, фајн, баш ми е геле, нема да се расправам, си конкурирав на Министерство за култура, добив, ако е некои средства кои што се минимални, но барем ми помогнаа да ја отпечатам книгата. Како фактички дојде до книгава? Има Јана Стојановска, глумица млада. Ми се јава еден ден по телефон и ми вика, Чичко Коле, вика, има еден дечко, многу сака да се запознае со тебе. Ја викам, немам ништо против, баш, ама ја викам, сум Мавро. Вика, нема проблем, ќе дојдеме. Добро, кој ќе дојдете, кај ќе бидете, јавете, ми се ќе дојде. Она, таму сме, доаѓам ја таму, едно кафанче. Јана седи вака као ти, позади незе седи дечко. И Јана му вика, еве го Коле. И дечко почнува да станува 2 метра и 5 висок. Значи, 2 метра и 5. Андреа Бојич, кошаркар на МЗ-та, од Белград дојде. И Јана ми вика,
овој Андреа ги знае сите твои филмови на памет. Он да има 25-6 години. Ја викам, чекај бе човек, како ги знаеш? Вика, те видов у Саша и од тогаш, вика, сите филмови го испрашував, навистина ги знаеш. Ама вика, не е само тоа, брат ми уште све знае, детаљи, молим те да му се јавиме. Ајде, вртиме телефонот, му се јавуваме у Белград. Еј, да, све, да се заврши. Си отидов, не се разделивме. Андреа Бојич е моментално еден од најдобрите играчи. Од тогаш почнав да навијам за мзата и да го гледам Андреа како игра. Јана после тоа ми вика, Чичко Коле, вика, требаше да дојде Андреа од Белград, за да ја сватам што ти се во животот имаш направено. И тогаш си реков, па стварно, глупо е, и онака ги имам ова. Многу ми помогна новинарот Свето Стаменов, кој што е уредник на оваа книга и кој што, ете така, ја склопи, ја направи и еве излезе. Има огромен интерес, тоа јас изненадив. Правев филм, комедија, Ах, љубов моја. Не ме поканија имаше премиера ваму, не ме поканија на ниедна телевизија, не знам, на некои портали може да излезе. Еве, сега за книгава, од Сабајле телефон. Аха, така е, добро, тоа е добро. Дали после толку години поминати во драмски уште сте таму, ја така го доживувам тоа, сметате дека му останавте должни нешто на театарот? Не, или дека вашето сте го дале? Не, должен, сигурно, у кој смисол должен. И многу ми е жал, што не успеав да убедам луѓе кои што се, не само директори, уметнички директори, да ги убедам глумците. Они сите се жалат дека, не е више драмскиот тоа. Ама никој не прави ништо, за да биде поинако. За да биде поинако. Една од келнерките у бифето викаше, Чичко Коле, вика, секогаш се знае кога ти правиш представа. Вика, глумците доаѓаат пола саат пред представа, се бакнува, пијат кафе вамо нам, после представа, после пробите ќе дојдат разговори. Вика, овие сега, вика, ќе влезат од тука, ја не ги гледам. Мислам, затоа што навистина жал ми е што не успеав да, ако се бавиме со оваа професија, ако си го сакаме театарот, ако сакаме нешто да се случи. Така е, треба да се работи на тоа. Како се вика, нормално, нели сега, ова сакам да го кажем, политиката, нормално, нели, до дека беше ВМРО, режираа режисери ВМРО-вци, сега се СДСМ, режираат СДСМ-овци. Ама во Македонија има неколку изузетни режисери. Слободан Унковски не режира 5-6 години, да не зборам за таа неговата таму кинокултура што ги прават. Ама во театар во Македонија нема режирано. Не знам, Ацо Поповски. Од друга страна, Дејан Пројковски, кој што надвор прави фантастични представи, у Македонија сега не може да режира. Ајде да не соберат, да речеме, 4 души да не соберат, у Драмски театар да направиме представа со добар буџет, со нормален буџет, па да видиме, нека излезат, нека си соберат сите најдобри партиски режисери, нека ги соберат, па да видиме како ќе играме пинг-понг. Така. Овде сме некаде на крајот. Јас сакам да кажам уште еднаш дека промоцијата е утре вечер. Утре во 19. Токму во бифето, нели, она бифе за кое што зборувавме на почеток, на Драмски. Јас мислам дека ќе биде исклучително посетена. Ја исто. Ќе бидеме ние повторно таму со вас со камера. Мора да кажеме на крајот каде оние љубопитни можат оваа книга да ја купат, добијат, набават. Добро, на промоцијата, по некоја промотивна цена ќе има книги. Треба да поразговарам и да видам, би сакал да речеме како што е или култура, некои книжаници, пошто култура еднашка ми објави книга.
Да им дадам книги, па... Во таа потрага по продажни места ќе одите сам, колку што можам да разберам. Кој поарно Така што сите кои што ќе сакаат да ја најдат во некоја од подобрите книжарници во градот, веќе од утре за утре ќе може да ја добијат. Ви благодарам за ова гостување и за овој краток разговор. Фала име. А вам ви благодарам за вниманието до овој дел на Отвореното студио 1. Се гледаме за некоја минута во Централниот дневник. Останете со нас.